Јас сум жаре и сум различен од сите други шизици што скокаат по тебе на телевизија. Овој бенд бе со луѓето од Пепер, ми во него паза тоа, ова е најдобрата емисија. Најдобра е Еднаш неделно на Алфа и ке нема проблем, ова е еден на еден на крај на вашиот. Гледате Еден на еден, денешни гости Тијана Дапчевич и Илина Арсова. Овозможено од Good Nature, лимонова трева и кајсија. Вашиот домакин Жарко Димитриевски. Ова е утринска лига, вашата омилена емисија. Тоест не, ова е еден на еден вашата омилена емисија. Ова се прекрасните пепери, мојата музичка љубов. Јас сум Жарко Димитриевски, денеска гости ми се Тијана Дапчевич, Илина Арсова, затоа не се гасите. Продолжуваме со емисијата, само што започнавме до душа. Пратеше водици, што се случуваше ти? Да ти кажам, не е смешно. Секоја година гледам водици. Гледаш, пратиш што се случува? Да, гледам што се случува и како верник си задоволен вака од настаните? Да ти кажам, управо беше годинава владиката што реши више да ги укине тие наградите, пошто тоа не е наградна игра, него луѓето треба да го фатат крстот ако сакаат стварно ради нешто длабоко внатре у нив, а не ради телевизор у боја и не знам што се тепаат таму кој ќе влезе. Плазми дава, телевизори у боја престанаа одамна да дава. Добре, ја од тоа време сум застанат. Радио кој дава. Баш заради тоа академици од Ману се собраа и решија да стават крај на овие работи и веќе да се донесат некакви си закони кои што ќе се почитуваат. Тоа се новите заповеди за водици, така да ова се новите 5 заповеди за водици кои што текна више. Нели? Кај си бе ти? Еве. Поштар. Да. Како е? Ми личиш на Љупче Георгиевски од 90. Кој беше млад? Да, да. Идол ти. Идол. Македонски идол. Македонски. Сакаш заедно да ги поминеме овие? Ајде, има видео? Ти знам дека пратиш, да. Првата заповед доаѓа по искуството од Штип. Кој го фати таму крстот? Девојка си го фати. Ама го зема, види, битанга. Дај успорена снимка. Дај крстот. Битанга, битанга. Жена бе, што има да го фаќа крстот? Дека пече пастарма или таму, таа ќе фаќа крстот. Не, види, жената си го фатила. Прво шо влегла жената, не знам. Да, шо влага жена во Не, али добро, чим више го земала, не треба се тепа со жена, мислам, жена. Знаеш како има една, извини, ова морам да го кажам, една не знам каква поговорка, мислам дека е некака од арапска, да? Викаат, тепа жената секоја се бајле, ако не знаеш зашто, она сигурно знае. Така. Али не е вика. Овде заповета, знаеш ли кој е? Овде заповета е. Чедо Боже женско, тебе кујната треба да ти е сврталиште, не туку рипај по крстови. Ова е Евангелие по Адам. По Адам. Ама без Ева, изгледа. Изгледа зашо овој Адам не ја сака Ева, сигурно. Втората заповед доаѓа по искуството од Скопје. Ајде да видиме у Скопје што се случи. Во ваш интерес е да излезете. Во спротивно крстот ќе го спуштиме во казанот, нема да го спуштиме во Вардар. Ве молам, сите надвор. Ајде. Така се пристапува кон Господа со послушност. Доколку не излезете, ви реков, ќе бидеме принудени крстот да го спуштиме во казанот кој што е овде. Да чекаше да го кажат. Во кај да го фрла? Принуди го спуштиме крстот во Казанот. казанот. Казан. Извини другар, поштар да те прашаме. Ти да беше поп, например, таму и да треба да фрлаш крст. Да не беше поштар. Да фрлаш крст за некоја Битанги. верска причина, јака, исконска. Крстот се фрла, значи, како символ на верата што ќе ја примат сите ова и така. Така, да. Што ќе кажеш ти на луѓе Би го фрлил. безобразни што се потепаа таму у Казанот. Ја би рекол казанот. Казанот. Исклучиво казанот, не останува друго. Ја би ги затворил у подрум, друже. Ја би ги ставил нив во казанот. Така. Нив во казанот, па крстот на никој нема. Така, да празни. така, така, овде заповедта е јасна. Ако не сакаат да пристапат кон Господа со послушност и не се тргаат, ич да не го фрлаш крстот туку да го вставиш во казанот. Господи, Зашто така? овде чува Евангелие, ова као Дарко Лешовски Лешовски, звучи. на Лешовски ова. Така. Така е, да си го чуваш крстот во казанот, лепотице. Така, лепотице. Па нормално. Третата заповед доаѓа по искуството од
Лева река, тоа е место лево од реката, претпоставувам. Да, лева река, што се случуваше таму, ќе видиме веднаш. Ова е оригиналната музика од видеото од YouTube, стварно. Ова стварно е видите. Што преоре? Пливаче. Еве го, крстот, таму и попот што го фрли претходно го видовме. А многу ми личи на некој овој типов. Многу ми Тито личи. Петковски? Бела коса. Не е Тито Петковски. Кој е овој? Бил Клинтон, Перо Гошев. Лесли Нилсен? Не е ни Лесли Нилсен. Стив Не. Мартин е човек. Не е ни Стив Мартин, не е, овој попун, некако бркови има некој. Дај бе режија помогни, кој е бе типов жити мајка, не можеме да негде од диаспора ќе да е лева река, која е тоа? Ајде режија ако сакаш дај ни помош жити мајка. Ке ни дадат? Па Леди Гага е. не им се расипал компјутерот. Па Иван Џо Петрески. И Линден Џо, Илинден Џо. познат крстолюбец од диаспората, иначе. Познат крстолюбец од диаспората Илинден Џо. Да видиме заповедта тука. Ако скокаш самче до Божја, крстот сам ќе си дојде. Евангелие по Џо. Евангелие по Илинден Џо. Следното видео ни доаѓа од зад Карпатите, не, од Прилеп ни доаѓа следното видео. Ајде да видиме што се случи у Прилеп. Po wtór podgłowajczym krasot, ja sam Aleksander Maganowski, Aleksander Wilanowski. Ja sam Aleksander Maganowski, Aleksander Wilanowski. Видели? Александар Македонски на кое дереđe дое. Срамота. Сакаше да Толкава ме смота на Индија. брзина, човек. Видели? Сакаше за малку ќе ме излаже. За малку ќе. Добро, Од така толкава е. Индија дојде за крст да скока. Ама свет крст. А тоа ти викам, цел свет го осве он дојде у Прилеп да скока. Добро. Оде заповедта е јасна, да, фати го че до Боже крстот и споменик на плоштад има да ти направат. Евангелие по Скопје 2014, така? По Прилеп. Прилеп. 2014. Прилеп 2014. Ајде да одиме со Facebook, Twitter прашања. Поштар. остана? Кој љупчо си не може. Дај Facebook, Twitter. Ана од Скопје, Жаре ја читав сега Зоки Поки и внатре пишува дека лавот е крал на животните. Што мислиш ти за тоа? Види вака, на Зоки не може да му се верува. Така да, не знам баш. Ако пишува така таму. Никола од Велес, Жаре како си? Добре, ја не сум баш окей. Бев на доктор ми кажа да пијам сируп 2-3 пати на ден во кафени лажици, ама немам јас такви, што да правам? Не се секирај. Ако немаш кафени, пи од сребрени лажици. Јана прашува, Жаре многу ме интересира да ми кажеш што слушаш. Па Јана слушам кај шумат шумите, буките. Слободен од Скопје прашува, здраво Жаре, имам дилема, како се прави шливка? Види вака, ја фаќаш девојката вака како му доаѓа тука за врат, почнуваш така да треба да шмукаш многу силно. Што збориш? Да почнеш да Не. да почнеш да шмукаш, што не да. Мене Па како се прави шливка, друг кажи ми ти кажа. мајка. Дедо ми поинаку ми кажа мене. Како се? Што? Значи зимаш сливи, ги ставаш у казан, чекаш да постојат некој одреден период. И после ги ставаш у друг казан и ги вариш, ги печеш фактички. И на 47 степени кога ќе дое, ја вадиш. Врв шливка. Да знаеш. Марина од Битола прашува, Жаре многу им верувам на луѓето и сите на крај завршуваат дека се исти лажговци. Има ли некој конкретен што однапред треба да знам дека не треба да му се верува? Има, како не? Поштар, како си каже оној од Струмица, на него не треба да му се верува. Пандев? Тој, драга моја, на Пандев не треба да му се верува. Фала ти што дојде. Ајде да го испратиме да си оди поштарот. Доста? Ајде. Чао, поштар. Ви останете со нас денеска со Илина Арсова и Јана Дапчевиќ. Веднаш после ова. Тако звани бурек. Ова е емисијата Јам Коцки, јас сум Жарко Коцкица. Ајде следниот гледач, ајде пуштајте го. Првиот гледач за денеска. Ајде, кој е таму? Ало? Ало, кој е? Ало, да, кој е? Ало? Појдете. Ало, Жаре? Кој е на линија? Ало, Жаре? Те слушам, кој е на линија? Спасе, Жаре. Ајде, Спасе, кажи... Како си, Жаре? Не сме се виделе 100 години, не си укај стрикоти. Да. Жаре? Така е, да, ајде, кажи вака, кажи стоп, окей? Како може? стоп? Така, ја ги вртам коцките, ти ќе кажеш стоп, окей? Да. Ајде. Ајде од почеток, значи ја ги вртам коцките, ме гледаш на телевизор?
Да, Ја ги вртам коцките, ти ќе кажеш стоп, што не сваќаш, добро ли? да, стоп. Ај, ама не, слушај ме сега, ги вртам коцките, ти ќе кажеш стоп, окей? 3-4, ајде. Стоп. Ајде бе, добро, нема везе, 6-ка, ајде, може подле 6? Може, ајде. Да, може 6. Спасе, прашањето е малку тешко, има ли некој до вас таму? Како до нас? Така, со кој си, кажи, има ли Со некој таму? жена ми, со децата, свекрва ми е тука, јатрвата, кујна е. Добро, добро, супер, ќе ти помогнат. Ајде, Спасе, која е нашата планета? На која планета живееме? Помош? Спасе, што помош си гледаш таму, каква помош? 6 букви, на која планета живееме, Спасе? Македонија. Оф, мори меко. Не бе, планета, Спасе, планета. Прашај си ја трвата таму. Планета, кај шо планета? Кај? Планета. Зелка. Спасе, на З почнува, на А завршува, не е Зелка. Зумбу. О, боже, господи. Значи, не е тоа, Спасе. Ајде друго. Зденка. Значи, ќе ти дадам друга шанса. Од кој град си, Спасе, ти? Од тука, од ке нас, од Скопје. Од Скопје. Дека си од Скопје, Скопје ми е омилен град, ќе ти дадам уште една шанса. Ајде, кажи З, А. На која планета живееме, Спасе? За. О, мајко моја. Земја бе, земја да те земе, земја. Ајде ти се признава точен одговор, утре од 4 до 9 сабајле дојди или вечерва од 1 до 3:15 ако сакаш да си ја подигаш наградата. Ајде бирај, сакаш вечера во елитен ресторан или бурек ладен? Бурек, а зашто ладен? Спасе. Ај, ништо одиме реклами. Ајде пујте реклами. Takozvani burek. Мојата прва гостинка е наше македонче кој одамна веќе не е тука во Македонија, го освојува Балканот, освојува и пошироко, не доаѓа сама. Таа е првата која што си носи милениче во еден и баш ја ценам поради тоа, само дај Боже да не направи белја на двоседот. Доаѓаат Луле Дапчевиќ и Тијана Дапчевиќ. Тијана Дапчевиќ. Тијана Тодорска Дапчевиќ. Како си? Да, фала ти. Ајде седи Луле, одма ти да седнеш. Ајде опа, дојди го. Како си? Одма, мислам само што дојде од Белград. Сега Пред доаѓаш. половина час. Дојдов. Директ тука дојде. Се направив на жена дома и... А, така. Да. Слободно искарај го Ѓоко. Да се... Јавно, ако сакаш. Што те зезна Ѓоко? Ѓоко е... Пошто мислам, стварно не го бива. Знам. Ѓоко ти е продуцент Да. на продукцијава. Ѓоко, кај се наоѓа Алфа телевизија, пошто е Алфа телевизија, последен пат сум била, не се сеќам кога. Така. И надвор е темница, и надвор врне дожд. Да. И ја сум лош возач, by the way. Мислам, имам кокошкино слепило, слепа сум и носам наочари и све заедно. И Ѓоко, дали да идам право? Да, вика, ќе поминеш тоа све тие што се за коли и идеш само право. И ја отидов уџум. И ти отидов стварно само право. Уџум отидов и најдов некоја... Те спаси. Пумпа и ми рекоа да. Нагло те снема некако, ние бар таков печаток имаме тука, како некако на брзина да се случи се и да му ја здувнат. Така беше Нагло си отидов, мислиш од Македонија, не никогаш не сум. Како да се запозна и некако одма те. Ја никогаш не сум се отишла. Не си, да, Така, ама еве така као да кажеш преселена да да сум ја се кажеме. отишла. Така А беше тоа е стварно ли точно, работа да. со Милан? Толку се запознавте, се заљубивте и ајде одма одиме? Да. Да. Баш така? Баш така. Временски како, у кој рок се случи све ова? Многу краток рок. Молњевит. Значи, да, молњевит рок, значи се случи буквално за 2 месеца. А за 4 збориме месеца за направивме... почнување да се живее заедно, така? А не, за почнување да се живее заедно уште после помалку. 2 дена. Браво. Знаеш како викаат овде сега младинава наша, се смувавме, така се смувавме на 2 август, така. а на 3 веќе почнавме да живееме заедно. Имаше луѓе што ти викаат, Јана, не се будали, Имаше како жити, немаше мајка те дали молам, си ајде. нормална, па Да. не го знаеш човекот. Ова ќе биде кратко. Па ова ќе биде, да, не, тоа- ти кој ќе те трпи тебе, ти сама себе не знаеш да се трпиш. И чекај, знаеше сериозно вака наназад кога се сетиш. Знаеше стварно видео у очи на Милано нака дека тој е тој прав. Не знам или тоа постепено си одеше. Не е толку бајковито. Немаше постепено, на нас ни се случи буквално и на него и на мене ни се случи љубов на прв поглед и ни се случи на вистина филмска сторија, love story. Да. И знаеш како, јас имав само 24 години кога отидов во Србија. Моите другарки сите сакаат да живеат во Рим, во Париз, во Лондон, во Њујорк.
стално викав дека сакам да живеам во Београд. Сериозно? Значи, во еден се момент си голна. исполнила сон од детство. Дефинитивно, во еден момент. Многу сонови од детството сум исполнила откако сум по Белград. Како почна како водителка? Исто Да. ова вака маса од гости. Не беше со маса. Не беше без со маса, маса. Ова е добро. многу по многу ова е Ова е со маса. Не само со него со маса. Како да ти кажам, значи ова твоево ти што го работиш, не го работиш така под знаци ме навода офрле како што ја тоа го работев во Белград на почеток. Ја имав свој уредник кој што ми носеше со кого. Значи само вака ќе ми дојде и аха, Мира Шкорич, Хрлеуша, из Хрлеуша, окей. И така ја почнав да учам за сите тие луѓе во моментот кога дојдоа. Доаѓа како гости. А они ми доаѓаат без маса. Без маса. Во секоја емисија беше како си, шо приш, добар си, супер, ај ќе чуеме некоја песна, ќе чуеме некоја песна, чао, здраво. И што те натера да... И после 7 месеци само работа на на телевизија Пинк, Така. дојдов до сознание дека ја треба да се бавам со музика, уствари. Баш ради овие што ти доаѓа. Баш ради луѓето кои што па пази, немој погрешно ме сватиш, ама да речеме еве Карлеуша кога ја спомнавме. Добро. Таа жена направи од ништо нешто. Знаеш како викаат Срби, од говнета направиш питу. Баш така. И со герила маркетинг, со ненормална амбиција, она станува у еден момент број 1 у целиот регион. Мислам, она сама за себе кажува дека она не талентирана пејачка. Така. Уоф, нормално, природно со пријатели. Ја не знам зашто долазе код мене на моje концерти каде ја не знам да певам. Че она тоа сама си го кажува. Ама со герил, пак ќе кажам, со герила маркетинг, со таков став неизин. Наметнување. Буквално. И со, мораш да признаеш дека продукцијски песните и се Така, се very nice. Едно од тие интересни дешавки што ги имаше дека министерот за финансии да негу на Младен Динкич. Младен Динкич. Министер за финансии на Србија поранешен. Екс-министер за финансии. Е човек кој што ти напиша музика за една песна. Многу интересна приказка. Како стига министер за финансии да пише песма на Тијана? Така што се имав среќа да во еден момент од мојата кариера пред 4 години работам со еден од, за мене, сега според мене, сега не знам, еден од по сладките рокери во екс-Југославија, Кики Лесендрич. Иначе фронтмен, да, Кики. Кој ќе ги ставиш Кики, Рики, Мартин, има Кики плюс Рики, Кики, Рики. Кики Лесендрич... Кики од пилоти, што сега на X-Factor е кој што е сега сега е џадж на сега е судија на X-Factor. Имав среќа да работам со него 2 песни, беше автор на 2 песни и како продуцент, како аранжер на тие 2 песни. И во една таква средба у студио, додека го снимавме нашиот дует мој на Кики, веќе позната и призната песна Свети е лепка да сањамо, направивме дует Кики и ја. Така. И дојде Млаđа. А ја Млаđа го знам од телевизија, никогаш не сум се бавела со политика, никогаш не ме занимало, никогаш не ме интересирало. И зема човекот да свири гитара. И почнавме да джемуеме тука у студио, да пееме. Викам, ми се свиѓа тоа, вика, тоа е моја нова песма. Написал сам ја јуче. Не свирам ништо моје. Викам, супер. Може, викам, тоа да биде мој, да. И ми ја поклони песната, Кики направи нормално одма аранжман и ја снимивме за недела дена и се најде на мојот последен албум. А зашто не со Ивица Дачич? Не со Ивица Дачич, стално кога ќе се сретна пеа Милјацка. Сериозно си? Да. Ивица е Мараклија на Тоа му е фейворит номера мојата. А не ли е на сите, бе? Ја имам впечаток како сите да ја сакаат песна. Па таква е песната, не можеш да не ја сакаш кога ќе ја чуеш у кафана, ти е исто као... Значи, ко би рекол... Љубио сам у сне, што би рекол Мирослав Ивановиќ, љубио сам у сне. Еј, си добар имитатор. Имам чуено дека одлично имитираш повеќе. Меѓу кои оние со кои што си поблиска како Лепа Брена, ете со неа дружиш и приватно. Са Бренов се дружи во време на време, зашто попиево и кафицу и ода баш сам причала pre neki dan jednoj drugarici. Kaže, sećaš li se Biko kad smo bili da Kruzigu sa Ringo Staro, bili Boban i ja. I evaluirali smo uspomene. Sa Ringo Star? Da, bili smo na Kruzingu, da. О, Брена, ја бие глас дека не е баш, што знам,
Не дека е скржава. Да не каже наш народ, да не, што би рекол наш народ, стисната. Не дека е сега стисната. Не е стисната, ама внимава на секој денар. Така. Пази, значи таква си. Како ептен економична, да. Затоа има. Затоа и го има сето тоа што го има. Вистина ли е тоа? Да, вистина е. Може да раскажам една Слободно. Една случка. Има и гес. Роден ден му беше на Бобан, е бил роđен дан. Да. На Бобан му беше роден ден и дома праја роден ден у двор. Огромен двор имаат на Бежаницка коса, прекрасна куќа имаат. И дојдоа, не знам, сите. Меѓу другото и комшија име, прв комшија име Кеба. Сериозно, Драган заедно Којч живеат. Кеба, да. Куќа до куќа. Брене и Кеба. И за свака ćoška вреба Драган Којч Кеба. Така. И Кеба беше, меѓу другото и Хари Жиноvić беше со Мелина. И во еден момент, а пошто сите ја знаеме Брена дека брои секој динар, во еден момент Боба и Харис се договара да ја запалат Брена, односно Бобан му на Брена и Харис, ајде сеќа. Да. И во еден момент Бобан зима и му избројува на Харис 4000 евра. И вика, чувај пари кod тебе, вистински пари, чувај ги пари кај тебе. У еден момент вика, ја ќе ти ја наручам на Мојана. Океј. Некоја. Добро. И добро, и Харис во еден момент, дали ја могу sad да отсвирам едну пјесму? И зима гитарата, свири. Носеше шешир? Не. Не. Носеше качкет. Капче. И свири Харис? И почне Харис да свири. И Бобан вади 200 евра, вади 300 евра, вади 1000 евра. Брена менја бои, зелена, жута. Пико, видиш што овој ради, човек е рорбала, види да овој е веќе 2000 евра, човек. Она број. 1000 евра, 2000 евра, 2500 и доаѓа до 4000 евра, а Хари само ви китите. За све ове године. И завршува Харис. Си ги зима парите. Бико, он е све паре узео. Бобане, доđи да разговарамо. А Харис у тој момент вика, дали има неко да му се отпева još една овако скупа пјесма? Овако скупа пјесма, Харис Жиноvić 4000 дарки. Нормално се растали. Бренени пари. После тоа се ги врати парите. Да. Више, која почна да менја бој, која рече, притисак ми скочи да сте вас двој нормални. Јао, Брена. Ама добро, ама не се лути за ама не раскажувате, молам на никого. Не, вие да кјутите си. Слушаш, ти што гледаш таму. Имитираше други исто така. Дај ми разговор на Брена со некој, телефонски. Можеш тоа да ама да погодиш? Да, ајде. Значи Брена и еве ќе слушам, пажливо. Хало Мико, знаеш šta, ја сам хтела да те позовем да ти кажем нешто изашло у новинама, знаеш. Да знаеш да ја немам никакве везе с тим. Добро, Фахрета, све тоа у реду, али ја кад сам прочитала тоа, ја сам била у фазона да зовем Легију. Али не могу да го зовем, он е тренутно у затвор. Знам. Стварно, ван сваке памети. Госпожа Ражнатовиќ. Апсолутно. Браво, Цијано, браво. Меѓу другиве, ја ти се дивам лично, зашто си блиска, ама блиска и на друга поинаква релација со Душан Ивковиќ, со Дуда Ивковиќ. Дуда ни е. Ама тука веќе други релации се туку. Дуда ни е кум, Дуда го... Тоа е јако. Дуда, воопшто цела фамилија Ивковиќ ни е многу блиска. Они го крстија Вук. Значи на синот твој Вук, да, Петар, кумот е Дуда. Да, Дуда и Петар. Првенствено Петар, син му на Душанов првиот брак, али тука цело тоа кумство, пријателство. И се гледате нон-стоп, кога може? Па да, кога он не негде у Москва или да. Или сега веќе Истанбул. Сега ќе биде во Истанбул. Таму ќе биде тренер сега? Да, за Ефес. Потпишано готово, а? Како би го опишал Дуда? Шо при Дуда? Што Дуда го одвојува од другите луѓе вака? Прекрасен човек. Значи он е еден зубов квалитетен живот. Едно е на терен, а едно е вака, хедониста е. Знае да го ужива животот. Сака убаво, па и жена му е убава, мислам, нена моја другарка ми супер е. Сака да ужива животот, сака да она што е интересно, рецимо, тоа ретко кој го знае, кој што не се разбира у спорт, многу ги сака гулабите, голем голубар. Дуда чува има гулаби, да. Неверојатно нешто. нешто. Има 5-6 гулаби? Има више, има тоа се цели, тоа се огромни кавези за тие птици. Москва кога беше 6-7 години. Луѓе, таа страст. Гулаби каде?
Потпишува, он потпишува го неговиот уговор е вака дебел, меѓу другото има една цел член за неговите гулаби, кои што мора да секаде кај што оди. Ту да ги сака гулабите го сака Дуда. Да. И значи секаде оди со гулабите. Секаде оди со гулабите. Има посебни terms, онакви посебни. Како не? Па ти не знаеш што тоа под секоја, да речеме секој ден во одредено доба од денот им пушта музика. Ајде. Да, им пушта одредена музика на гулабите. Пушта тија наваѓа. Не, им пушта индијанска музика. Сериозно си? Да. А што со тоа? Со Панова фрула, со... Шо им прави на гулабите тоа? Не знам, ги смирува. Он знае. Он знае, мислам. Само он знае. Браво, Дуда. Зашто на Facebook си така интересно име имаш? Немој, молим те Не да го го кажеш, кажувам да. добро. А па многу тешко е да те дознаат тамера на сите им пишува сестро како си. Како си у Београд, врати се побрзо, на сите им пишува. Не правевме моје за моите представи за тоа што никој не викнал до сега во Скопје. Така? Не бе викнал никој у Скопје, имате гостовно надвор од Скопје, тоа знам. Во Виница и во Радовиш. Да. Бре, не знам да од процената не. Ете, јас само да си кажам, јас само да кажам дека бевме чоколадо е. Сериозно? Да. Да кажам дека бевме во Виница, не дочекаа како Мик Джегер и како Мадона, дека бевме во Радовиш и дека прекрасно си поминавме. Ја мислам ако не со пукла брука, мислам дека со маратонци ќе не викнат негде. Па јас или со Агнешко Кокошке. Да те гледам, во третата представа која што. Мислам во представа. Да. Во сите ја би сакал да ме гледаш со сите три. Сите три плюс детскава не може. Ни една нема врска со другата луѓе. Да, нема. Значи имаш распон, раскошен. Ма што да ти кажам? Кое место ќе завршиме на Евровизија, кажи ми? Второ место? Да. Готова е песната, ја завршивте? Да. Да, добро. И за крај, тука бидејќи уште малку тебе ти е роден ден. Не ми се верува торта. Да, бидејќи тебе ти е дали роден ти ден уште знаеш малку. дека Леле прекрасно ти Жарко види торта биво. Вака за среќен роден ден. Фала Жарко. За Луле и Тијана да се жива и здрава. Се најубаво. Фала ти, леле колку си внимателен. Нели? Абе ба, си знаеме ние сме. Чекај, дали може сега да замислам една желба? Сега може да замислиш желба, некоја убава фина, некој да Ѓоко дај таму спреми чаеви за госпожа Дапчевич. Леле, ќе бидеме... Ќе се исполни желба, ама од Ѓоко не ќам ништо. Најгледано ќе бидеме официјално, веќе готово. Фала што дојде. Фала Жарко што ми се јави, што ме покани и што ми плати пат да дојдам од Белград до Скопје. Да, над. Oh wait. Да, oh wait. Се најубаво таму во кај бе Евровизија? Денмарк, Копенхаген. У Копенхаген се најубаво и се представи и ти да си жив и здрав малечок. Ало, Луле, кажи фала. Ви останете да се гасите. Многу ми беше убаво. Јас сум една сладко кучуле. Ајде кажи чао. Сакам да пијам чај, а посебно кога спортувам. Не сум. Рокада. Сакам да пијам чај, а посебно кога е Good Nature. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Победнички вкус, кој е многу важен за здрав раст и развој. Ново алпско млеко со витамини и минерали од Љубљанска млекара. Без разлика дали испраќате голем пакет или мало писменце по пошта, секогаш можете да сметате на нас. Со 24 часовна достава низ Македонија, кога нештата ви значат, а секундите се бројат. Постојат многу решенија, но едно е најдоброто. Глобко логистик, ваша пошта.
него Слеби Витал, највитален јогурт за помош при слабење, со додатокот од L-карнитин и коензим Q10, а со помош на телесни вежби ви помага при топењето на маснотиите и намалувањето на телесната маса. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Јас сум Давид. Овде сум да ги пробам сите можни комбинации со млеко и да кажам дали и колку се добри. Денеска пробувам млеко во прав. Млеко во прав. Нула лачки! Тоа е мојата оценка. Вечерва напијте се чаша млеко за добар сон, а утре за да ги добиете сите витамини, протеини и минерали што ви требаат за напорниот ден. Со оваа екипа мене ми се многу потребни. Мојата следна гостинка е моја колешка алпинистка. Јас сум познат по мојата кариера во алпинизмот, си имам искачено повеќе пати, 4 пати на водно и 2 пати на тумбата кај Зајчеврид. Таа пак си има искачено на Монт Еверест, што е така, малце повеќе од мене. Илина Арсова! Како си? Баш ми е мило што дојде. Повели, седни. Те најдовме во Охрид кога ти се јавивме. Што правиш таму? Зошто си во Охрид? Дали ти е тоа место на живење или? Тоа е моето ново место за живење. Доста време поминав барајќи го своето место на живење. Низ цел свет може да се каже. Па низ цел свет, да, едно 50 на земји, 5 континенти. Машала. Го најдов толку преубав и инспиративен што реков на светов никаде вака убавина нема видено до сега. Ни во Перу, ни во Малезија, ни во Свети Николе можда. Имам многу убави места, ама не знам тоа што го доживеав тогаш во Лагаден и во Охрид воопшто со езерото и со планината. Ме привлече толку многу што сега јас не дека нема да патувам понатаму и да одам по други планини повисоки, ама мислам многу сум среќна дека конечно си најдов едно свое катче кај што ќе знам дека можам да се навраќам. Имаш мало хостелче ново отворено, ти посакуваме среќи со тоа, нека доаѓаат туристи, нека угостувај ги, кажувај им за убавините. 19 години кога имаше таа, да речеме, прва твоја поголема авантура. Од кај знаеш? Така. Си ја направим домашната, си ја направим. Домашна си напишам. И отиде за Турција. Да. Сега што е тука работа? Сите сме отишли за Турција, горе-доле, поред не е тоа ништо страшно. На автостоп ја не знам кој друг отишол до Турција, искрено да ти кажам, ти си првата што ја знам. Како така на 19 години се решава една девојка да оди автостоп до Турција? Од сорт. Сакаш да одиш, а не можеш да си дозволиш и ќе го најдеш најефтиниот, ама добро се, не било тоа секогаш само сорт, секогаш имало и нишка на авантура која што ме привлекувала. Со колку коли се стигнува до Турција, ако одиш автостоп? Не се сеќавам точно, ама знам дека доста добро поминувавме со една другарка, се сеќавам дека повеќе пати одевме, не само еднаш Не е тоа една година, значи? Не, во истата година одевме назад до Бугарија, па назад до Турција, до дното, до најјужниот дел на Турција. И никогаш многу лесно поминувавме, ама ги научивме триковите. Пошто ние бевме две девојчиња на 19 години, така, смели. И првото нешто што те прашуваат турците беа здраво, како си, дали си мажена? И ние научивме здраво, како си, мажена сум за турчин, да кажуваме. И веќе сегде мажени за турчин. Да, и веќе почита и респектот кон тебе е поинаков. Веќе ништо, никакви зли намери. Што би рекол сега во Турција да одиш, пола Турција ќе мисли дека си мажен и ќе ти рече кај е мажов. Добро да. Да, ништо страшно. Дома е. Со автостопов, кажем, интересно ми е, имаш некоја приказка интересна од тие автостоп искуства? Сите, Во камион си се возела? Да, во камион, да. Пошто на нив им е досадно, нели, така ги бие глас, нема што да прават? Па тоа е последна шанса. Сега сите целиме на Мерцедес. Ама камионот е последната шанса, што знаеш дека ќе застане на крај. Точно. Ај за Монт Еверест. Се припремаше да одиш со твојот дечко Илија тогашен? Тогашен. Така. Да. Познат и успешен алпинист, тој тие што се
рекреират како јас. Спортфикачивач, да. Нели го знаеме и ние соработник. Ваша бранша алпинистка. Да, така. Преходно се подготвувавте нели за тој подвиг што требаше заедно да го имате и меѓу другите го освоивте и врвот Аконкагва во Аргентина. Така? Да. Тоа е многу интересна приказка со Аргентина. Што се случуваше таму, кажи? Тоа беше така и многу емотивна и многу интересна приказка. Таму нему му се случи една немила ситуација, доби некаква си инфекција која што ни на крај памет човек не може да очекува. И тоа заврши малце по-трагично отколку што ние мислевме дека ќе биде, требаше да биде хоспитализиран, одлежа во болница. Тоа те направи помотивирана некако, не знам. Јас бев спремила да се откажам од планината за да бидам со него во тие моменти кога му е толку тешко. Долу во болница. Да, во болница бевме од кога излезе од болница, од кога веќе беше подобро, тој пак не можеше одма сега да оди да се качува на планина од 7000 метри, туку мораше да одмара. Од просечни качувачи беше побрза, поспора. Многу, да, многу. Не знам, имав некој особено голем порив, знаев дека тој е таму доле, не знаев што се случува со него, немавме никаква комуникација. Стори е истрчав за побрзо да си одиш дома, као да, брзо, ајде се качаме. Мислам тие експедиции, сега малце така нескромно ми доаѓа да кажам, ама кога тие експедиции трагаат околу 20 дена и во тие 20 дена запознав и други македонци на планината, но сепак на крајот јас бев единствената што се качи горе и тоа само за 7 дена нагоре и надоле. Тоа беше доста брзо и одев потполно сама, одев без никаква логистика. Ние секогаш патуваме ниско буџетно, немав водичи, носачи, шерпаци како што има на другиве планини, туку потполно све правев сама местев камп, сама си правев храна и беше многу интересно за мене. И тогаш го добив епитетот највисоката македонка. Не си толку висока, да? Не заради моите 174 сантиметри, ама за врвот од близу 7000 метри, што за прв пат, да. Сега, на Монте Еверест не отидовте заедно, просто кажано заради пари. Да, зашто не е така ефтино да се оди на Монте Еверест. Не успеавме ниту половично да го финансираме проектот, така што на крај јас тргнав така како што тргнав, во малце импровизирани услови, но среќна сум што се излезе добро на крајот. Имам за тоа прашање, зошто не сте веќе заедно со Илија? Заради планиниве, качувањава? Не, па ние сме уште од кај знаеш дека не сме заедно. Апа, ти ми рече преска. Добро, може сум ти рекла, сум ти се пуштала. Се смиривте во меѓувреме? Не, само може така сум ти кажала во моментот, ама. Така. Во ред, добиваш ки понуди за брак, кажи ми, например. Нема човек што да ти каже тебе човек, не знам. Илина, имам ток-шоу на телевизија, јас имам качено на Монте Еверест, губи се. Порано повеќе добивав понуди за брак отколку се. Сериозно? Да. Зошто се ти се плашат, си викаат ова чим се качува на Монте Еверест? Абе да не кажеме сега суровата вистина дека стареам па ти. Не, врска нема. Нема врска. Сега ќе после емисија ако ќе почне да ти се. Да, понуди за брак на телефонче. На Facebook, знаеш или на телефон? Телефонче, сега. На телефон. Не го знаеш на памет телефонот мој. Не знам, извини. Ама Ѓоко го знае, сигурно. Ѓоко, не или на бројот го знаеш, така? Добро е, Ѓоко, само те испитувам. Знам дека го знаеш. Колку треба подготовки, кажи ми, за човек да се качи на Монте Еверест реално? Мислам најреално. Еве, јас ништо не знам. На тумбата си имам качено само ваму. Вие алпинистите не знаете. Ке ме подготвиш пример, најсериозно. Колку треба? И па физичкиот дел што го бара планината може да го сноси, верувам, секој така малку по фит и некој дисциплиниран спортист, да речеме. Но не е само тој физички дел, туку има многу повеќе од тоа. Тоа е многу долга експедиција, 2 месеци трае, значи не секој може да ги поднесе тие 2 месеци во такви алтернативни услови за живот. 2 месеци ти имаш ограничена хигиена, имаш ограничена храна, имаш ограничен комфорт, ти секој ден си легнуваш во некој си студен шатор и грејење нема, така не постои таква. Грејење нема. А во ВЦ како се оди на 8000 метри ако ти се приведи, што правиш? Одиш, да, одиш. Сега зависи за големо или за број 1 или за број 2. Се случува и двојката кај да е. За број 1, овакво сакав да ти донесам еден специјален
девайс, како се вика. Да, уред некако. Да, што го користат женските таму. И тоа е направа, направа, не така да демонстрирам, можеби претходно. И со тој сега ние се успособуваме да си вршиме нуждите во шатор, за да не излеземе. Мажов шобор. Кој маш? Машкото. Кој е машкото? Ше во мене со шатор? Не, се надам, не, уредо викаше за жени. Не, машкото директно ќе си тој ќе си уринира, да речеме, во шише и не мора да излага надвор, затоа што надвор излагањето е опасно. Значи тоа едноставно мора и така. Да речеме перење кажеме или како се пере? Само се кажам на Ама Даблам, да речеме, вториот камп кој што таму е планината толку стрмна, тоа е една од позахтевните планини што имам качено во Непал исто. И толку е стрмна планината што нема место каде да се постави шаторот. Шаторот стои на врвот на една карпа, што дури кога излагаш надвор во тоалет, мораш да си осигурен на јажење, затоа што од сите страни е провалија. А ти става дека доека спиеш ке се случи нешто ќе паднеш? Не до толку, ама малце надвор од шаторот ако излезеш. А за перењето е така една техника и навика ни станува, што повеќе пати го практикуваш тоа, толку повеќе ќе научиш да располагаш со мало количество вода и што повеќе работи се завршат со тоа мало количество на вода. Например, онака најголемото до сега достигнување што сум го направила во тој поглед е со едниот исти леген. Добро. Со топла вода. Да се измијам коса, да се избањам и да се исперам. А ти си вре за реклама? Да. Треба не мистер Пропер, ама нели ресурсите миси Зилина и доаѓа со легенот или не свеми. Ресурсите треба правилно да се искористуваат, зарем не знаеш. Exactly. Колку чини еве кога сме кај ресурсите едно искачување на Монт Еверест. Знам дека може од до, така да кажеме од до. Најевтино колку може да се помине и онака најлуксузно. Па ева, ако сакаш веќе да збориме бројки, би ти рекла се измеѓу 30 и $100,000. Ти колку повеќе ќе си платиш, толку подобри услуги ти ќе си добиеш. Ќе си добиеш по убави шерпаси, како предпит такви ќе видат. Одделата што ги носат шерпасите се позлатени со циркончиња. Така. Во шаторот имаш убав кревет кај што спиеш, имаш поубава храна, телевизор има. Вистина, значи не е шега. На базен камп некои од тие агенциите кои што прават страшен бизнис од ова, на базниот камп имаат телевизор. На колку е тоа? На 7,000? На 5,600. На 5,600. Колку обезбедија спонзориве од тие твои потребни, да речеме, пари што треба? Па скоро се. Скоро се, ама тоа беа многу спонзори, значи затоа беше многу комплицирано додека да се исфинансира целата работа. А што барат? Од тебе, што треба? Мајца со моја лого? Не, најчесто па да, тоа е проблемот, дека најдобро би било да ми ја брендираат опремата. Јас да одам и секаде на сите слики ќе се гледа нивниот знак. Ама јас цело време добивав знамиња, што требаше да се сликам со знамињата. На крај имав преку 10 знамиња во ранецот. Тоа тежеше повеќе од 1,5 кило, а секој грам во тие моменти ти е пресуден, бираш што да ставиш, што да не ставиш во ранецот. Имав огромни знамиња, тие беа многу непрактични затоа што ветерот ги дува, не секогаш можеш да направиш добра фотографија со нив и да се чита што има на знамето, затоа што ветерот го носи. Тој што го држи рекордот на Монт Еверест во искачување има 20 кустури искачување и е шерпас човекот. Тоа е тоа. Да речеме шерпасите се стварно машини така толку многу спремни како што ние мислиме по филмови ги гледаме или? И тие се луѓе од крв и месо и тие знаат да се разболат. Конкретно во мојот случај шерпасот што со мене доаѓаше на врвот имаше некој проблем, стомачен вирус или појма немам, значи не се чувствуваше добро, тој не беше ниту искусен. Шерпасот што јас го имав со мене, дали му беше прв пат или втор пат на Еверест. Шерпаси се народот кој што потекнува од тие села. И се тие клайминг шерпа што ги викаат, што одат на висина, се стварно исклучителни и не секој од шерпасите па може да ја поднесе таа висина. Има тие на прсти се бројат луѓе кои што имаат качено Еверест повеќе од 10, 11, 12 пати. Што збориме нели ова со париве, ако пример $80,000, тој ќе одобие подобрив шерпас валјда. Па да, секако, секоја агенција се труди да си ги зема најдобрите шерпаси. Еден имавме ние во нашата екипа, сега тој не одеше со мене, одеше со некој друг, ама работи за нашиот тим. 17 пати се имаше искачено на Еверест, а на 7500 метри си палеше цигарче. Браво, види го спортиста. Да.
И уште нешто сакам да те прашам. Кој е најтешкиот дел од Еверест? Има еден дел што го вика Dead Zone. Кој е тој Dead Zone? Dead Zone е се што е над 7.500 метри. Тоа е веќе мртва зона. Значи таму ништо не живее. И тоа е многу подоле ништо не живее. Уште над 60.000 метри ништо не живее. Знаеме се случувале многу незгоди таму, има кој знае колку тела останати. Да. Кога одиш, налетуваш на некој мртов онака останат од пред 100 години или whatever. Да, и тоа многу страшно делува врз твојата лична мотивација, особено кога си на 500 метри пред врвот, кога треба буквално да пречекориш преку мртво тело. Значи тоа се случува, не? Се случува, да. Се случува бидејќи таму не се распаѓаат, не скапуваат телата таму. Сега во нашиот случај тоа беше човек кој што загина таму пред само неколку дена. Ама таму има и стари тела кои што се стојат во глечерот и ниту се распаѓаат. Семејство го остава да остане тоа таму. Тоа е одлука на, да, тоа е одлука на фамилијата, дали фамилијата сака да го пресечат јажето и човекот да падне внатре во глечерот, во некој од тие длабоки пукнатини на глечерот, или пак фамилијата сака шакпаците да се ангажираат, тоа е додатна услуга што и додатно се плаќа, или пак осигурањето тоа го плаќа, да си го земат телото назад во својата земја, да си го погреваат. И за крај кажи ми, не доби спортист на годината. Тоа е малте не така, ето, некаква си неправда. Те погоди ли лично тоа, онака си викаш, па добро е на Марс ли да се качи? Не, затоа што па добро. Океј, националниот момент сметам дека можеби еве сега не бил вреднет кој знае како, но ќе се вредни на поинаков начин, бидејќи тоа е сепак историја, тоа е национален момент. Ти значат признанија? Па ете вакво признание, на пример, од луѓето кои што секојдневно ми пишуваат пораки колку... А вакво признание ќе ти значи? Спортист на годината 2013. Ое, од екипата на еден. Повели, ти си спортист на годината. Ти значи? Стварно много ми значи, да. Ете таму. Оп, не таму те зезнав. Ете таму. Е вака, гледаш како да зезнам луѓе. Ме вртиш како сак. Фала ти многу што дојде и се надевам ќе си најде некој убаво местенце кај тебе долу. Преубава. Да испратиме со музиче или на типо сакам да испратиме со музиче? Да, испратиме. Уште многу врвови освоени. Ѓоко спреми чајчиња попланински за неа, така да се, нели, по-диви. Со румче, по-можно. Со румче, ако може, таа сака рум инако. И да ја комплетираш таа големата седумка, како се вика. Да, Seven Summits е еден од проектите. Па, скоро до пола пат, така некако. Од прилика до пола пат. Пошто имам качено 3 од 7, ама потешките ги имам качено, така што... Се смета ко 4. Ка пола пат. Супер. Фала ти многу ми е кеф што дојде. Ќе дојдеш пак, кога ќе освоиш некој нов врз, секоја сме тука. Важи. Да. Сега ова пак да добие спортист, нема вака. Ова сега треба да го вратам или да си го носам дома? Не, за тебе сега Илина Арсова пишува, не Жарко Димитриевски таму, ајде ти се. Чекај да видам да не пишува Жарко Димитриевски, а не пишува. Јас сум жаре и сум различен од сите други шизици што скокаат по тебе на телевизија. Овој бенд е со луѓето од Пепер мимо него, па за тоа ова е најдобрата емисија. Најдобра е Еднаш неделно на Алфа и ќе нема проблем. Ова е еден на еден на крај на вашиот ден. Na 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 na